НАСА го објави 4-члениот екипаж за мисијата Артемис 3, предводен од командантот Ренди Бресник и пилотот Лука Пармитано. Тест во орбитата. Наместо до месечината, следната година мисијата ќе лета во ниската орбита на Земјата за да го тестира спојувањето на капсулата Орион со лунарните лендери на Blue Origin и SpaceX. Предизвици. Временскиот распоред е делумно неизвесен по експлозијата на ракетата New Glenn на Blue Origin за време на тест во Флорида, додека SpaceX го подготвува својот систем Starship по 12-тиот тест лет. Заклучок. Овој прецизен тест во близина на Земјата е клучен чекор за проверка на сите безбедносни системи пред планираното историско слетување на луѓе на месечината во 2028 година. На 2 август 2027 година ќе се случи најдолгото целосно затемнување на Сонцето во 21 век. Во близина на египетскиот град Луксор, целосниот мрак ќе трае дури 6 минути и 23 секунди, поради што Египет станува главна дестинација за наблюдувачите. Совршено вселенско поклопување. Овој феномен е резултат на специфични позиции. Месечината ќе биде во перигеј и ќе изгледа поголема, додека Земјата ќе биде во афел, па Сонцето ќе изгледа помало. Оваа комбинација овозможува подолго блокирање на сончевиот диск. Патека на видливост. Патеката на целосното затемнување ќе биде широка околу 258 км, од Атлантскиот океан, преку Гибралтар, па до Индискиот океан. Целосна сенка ќе видат жителите на Јужна Шпанија, Шри-Ланка, Мароко, Алжир, Тунис, Либија, Египет, Саудиска Арабија, Јемен и Сомалија, додека делумно затемнување ќе биде видливо од речиси цела Европа, Африка и Блискиот Исток. Заклучок. За време на овој самрак среде бел ден, температурите нагло ќе паднат, ќе се појават најсјајните ѕвезди, а на небото ќе стане видлива сончевата корона во облик на светол прстен околу темната месечина.